Уставни измени под овие услови и под бугарски диктат се невозможни. Христијан Мицкоски ќе ја заврши својата политичка кариера ако само еден пратеник на опозицијата гласа за промена на уставот, без прифаќање на барањата на ВМРО ДПМН. Според Мицкоски, далеку од реалноста се зборовите на министерот за надворешни работи Бујар Османи, дека постоеле пратеници од опозицијата кои би гласале за уставните измени. Имам 100% доверба во пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата, во сите оние 44 кои што се опроменат. Впрочем, пред точно една година реков, пројде ли ова, ја заминувам од политиката. Има ли нешто од нивна страна да кажат, они ви велат, ако не поминува, ние ќе се останеме да крадеме уште некој месец. А ја викам, еден да помине, јас си заминувам, така. А они викаат, и да не поминува, ќе крадеме уште некој месец додека можеме. Ете, тоа е разликата помеѓу тие и ВМРО ДПМН. Мицкоски порача дека ВМРО ДПМН овој бугарски диктат нема да го поддржи ниту сега ниту во иднина, кога ќе ја предвидат централната власт, нема начин тоа да се промени ако на маса не се видат европските вредности од страна на Бугарија и гаранциите кои опозицијата ги бара за евроинтегративниот пат на државава. Не е одлука на Христијан Мицкоски, па сега рекол Христијан Мицкоски, ова е одлука на ВМРО ДПМН, ова е одлука на структурите на партијата и ова е одлука на 85% од народот. Тие приказки европски иднина и така натаму не проаѓа веќе. Повеќе од 3 децени сменивме име, сменивме знаме, де факто направија бинационална држава. 3 пати менуваме устав и секогаш само уште ова. Не може. Не може више. Или ќе биде како што треба, или толку е. Доста е. Опозицијскиот лидер кажа дека овој став на партијата бил кажен на сите средби со меѓународните партнери. Потенцираше дека нема ништо конспиративно ниту тајно. Ставот на ВМРО ДПМН е поврзан со бугарскиот диктат и така наречениот процес на уставни измени е јасен и тоа е непроменет.